Се поголемото загадување и климатските промени се причина младите иноватори да се посветуваат на реализација на екопроекти, кои што ќе ја заштитат животната средина. Едни од најактивните екоиноватори од Прилеп се членовите на физичката секција при Средното училиште Ѓорче Петров, кои што досега имаат направено 3 вакви проекти. Првиот, за кој што добија и награда од Фондот за иновации, е Смарт Еко клупа која што работи на соларни панели. Соларните панели, кои се поврзани со акумулатори во кои се заштедува електричната енергија што ја создаваат соларните панели и од кои можеме да ги полнеме нашите мобилни телефони. И сега ставивме и нов дел каде што може да се полнат и електрични скутери и тротинети. Другите два проекти допрва треба да бидат промовирани. Едниот е лежалка која што исто така работи на соларна енергија, а третиот пак е паметна корпа за отпадоци која што работи на сензори. Имаме и мини фрижидер и фиока од постраните на истата лежалка за оставање на нашите пијалоци истовремено и ладење. Кога го извлекуваме фрижидерот, со прекинувач ја прекинува струјата до него, а кога е затворена истата фиока, се ладат нашите пијалоци. Целта на таа корпа е да се подигне еколошката свест од најмала возраст. Тоа беше прво за градинки да се стави или ке деца од прво до четврто деление, така интересно со цртани јунаци, да биде со анимирани филмови и така нешто. Токму на оваа тема поддршка на екоиновативното предприемништво како дел од ИПА Балкамед програмата во Прилеп се одржа втората работилница од овој проект. Претходно било направено истражување со кои проблеми се соочуваат македонските компании при спроведувањето на овие екопроекти. Во најголем дел бизнисмените имаат проблем и предприемачите имаат проблем со менаџирањето на отпадот. Исто така им требаат знаења за кои што се однесуваат на менаџирање воопшто на еколошките компоненти во работењето и пристап до финансии за еколошките иновации. Целта на проектот е во суштина да се создаде платформа на која што ќе можат предприемачите или учесниците, односно вработените и учесниците во процесот на екоиновирање да добијат сознание и знаења како од својата екоидеја да можат да ја реализираат, односно да ја донесат до реализација и кои вештини ќе им бидат потребни за да го реализираат тоа, но во исто време и на кој начин да дојдат до одредени средства, дали преку употреба на одредени фондови, домашни поддржувања од страна на финансиски институции и така натаму. Во проектот за обука и поддршка на младите екоиноватори и предприемачи, освен Македонија се вклучени Бугарија, Грција и Кипар.